Граѓаните на општина Зеленикова заслужуваат да живеат во општина во која представува пристојно место за живот, која подеднакво ќе посакуваат староседелците, дојдените, инвеститорите и градителите, старите и децата. Јас и мојот тим неуморно ќе се грижиме средина за живење да биде чиста и незагадена, која е еден од предусловите кои ги бара секое семејство, посебно најмладите. Со урбанизација на просторот, младите искористувајќи ги политиките за стамбено финансирање ќе имаат можност да основаат дом во чиста и незагадена средина за живење. Имаме проекти за подобар живот, за изградба на потребна инфраструктура, за развој на спортскиот дух кај младите, за здрава животна средина. Во продолжение ќе споменам само дел од проектите кои се предвидени во мојата програма. Изработка на проектно-техничка документација за реконструкција на водоснабдителен систем представува основ или предуслов за реализација на проектот за намалување на загубите на вода со замена на инсталација на мерни инструменти и нивна интеграција во мобилната и фиксната мрежа за далечинско отчитување, комплет со инсталација и конфигурација на опрема за отчитување во општината Зеленикова. Изготвување на проектна документација и доизградба на канализационата мрежа во село Орешани и Јанин Сандански. Основа за развој на секоја општина се соодветни урбанистички планови усогласени со потребите на граѓаните и деловните субјекти. Со цел да излеземе во пресред на овие потреби ќе се работи на измена и дополна на урбанистичкиот план за Зелениково како најголемо населено место во општината. Со изработка на урбанистичките планови за Орешани, Таур, Пакошево, Ново село, Страхојадица, Смесница, Вражале и Градовци, со кој се насочува и регулира организација на просторот во населените места, се очекува да се исполнат повеќе начела како реномиран просторен развој, рационално уредување и користење на просторот, услови за хумано живење и работа на граѓаните, надминување на урбаната бариера на лицата со инвалидитет, одржлив урбан развој, заштита и унапредување на животната средина и природата, заштита на недвижното и културното наследство, регулација на дел од коритот на Симоничка река, реконструкција на локалниот пат станица Зеленикова Страхојадица Смесница, со реконструкција на системот за грејење во основното училиште Марко Цепенков, тоа што ќе се замени старата дотрајна инсталација, истовремено ќе се замени и енергенсот за затоплување од постоечкиот нафта да помине на пелети. Заради задоволување на потребите на родителите за згрижување на децата од претшколска возраст, ќе го зголемиме капацитетот на градинката и ќе згрижиме поголем број на дечиња. Преку воспоставување на јавно-приватно партнерство, ќе извршиме замена на постоечките со штедливи енергетски ефикасни светилки. Со воспоставување на јавно-приватно партнерство за изградба на голф терени, општината на долг период ќе обезбеди прилив по основ на концесиски надомест и истовремено ќе биде првата општина во државата во која домашните и странските голфери ќе имаат можност да играат голф. Почитувани, ние се обврзуваме на одговорно, транспарентно работење за реализација на програмата која е реална, базирана на потребите на граѓаните на општина Зеленикова. Ветуваме дека Зелениково ќе го доживее својот развој во модерно, но чисто и незагадено место за живење. Ви благодарам на вниманието.